Дождовите кои во последните денови периодично, но интензивно врнат, придонесува за зголемен проток во речните корита и за брзо наполнење на вештачките езера во рамките на хидросистемот Брегалница. Освен тоа, подигнато е нивото на подземните води, што значително ја промени ситуацијата карактеристична за периодот пред стартот на сеидбата, кога поради сушата беа поведени мерки за рестрикција во сеидбениот план. Влагата во почвата е од исклучително значење за есенските и пролетните жита, кои според земјоделските стручњаци одлично напредуваат. Посакувана вегетација имаат и другите култури кои беа посејани на површините кои претходно беа планирани за орис. Охрабрени од поволната хидролошка состојба, одреден број земјоделци на своја рака веќе одбиените површини и пролетове ги засејуваат со орис, со објаснување дека истите не ги бива за други култури. Тоа само по себе значи дека коригираниот сеидбен план ќе биде пробиен, иако засега никој не може да каже за колку, особено што сеидбата на оризот се уште не е завршена, па има време да се фати последниот воз. При тоа мора да се внимава со пуштање вода во одредени полиња, за да не се направат штети врз така наречените крски култури. Инаку, засега во сеидбениот план се калкулира со околу 2500 хектари кои ќе биде засејани со орис, што е речиси двојно помалку од ланските близу 5000 хектари. За разлика од некои соседни градови, општина Кочани засега нема проблеми со обилните врнежи, што се должи на благовремено и квалитетно исчистени речни корита и одводни канали.